Низ центарот на градот постојано има метеж во сообраќајот и циркулираат многу граѓани. За трајно решение на проблемот со паркирање неопходна е сообраќајна култура. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар секојдневно се соочува со предизвици за надминување на сообраќајниот хаос. Секогаш има голема фреквенција на возила кои што доаѓаат надвор од центарот, а и самиот е да кажам некоја територија која што е ограничена во однос на слободни јавни простори кои што можат да бидат воведени како паркиралишта. Работиме на неколку аспекти за да се подобри ситуацијата со паркирањето во општина Центар. Прво гледаме неколку територии кои што можат да се преземат, да кажам дека се слободни за да се регулираат како паркинг простори. Потоа активно работиме на непрописно паркираните возила на територијата на општина Центар преку пајак службата и преку блокатори на резидентните зони. Со нивното трнување со нивното отстранување ние фактички ја подобруваме ситуацијата и го подобруваме сообраќајот, бидејќи често пати знаат да блокираат на сред улица или на велосипедска патека и така натаму. Понатаму исто работиме, гледаме на проекти кои што можат да го зголемат капацитетот во соработка со општината. Значи, за сега прв проект се планира проширување на катната платформа во Капиштец, каде што се очекува да се добијат дополнителни речиси 300 слободни паркинг места, со тоа што ќе се растерети тој дел од општина Центар во однос на паркирањето. Исто така спремаме неколку проекти во кои што ќе работиме на зголемување на свесноста на граѓаните, уште од најмладите генерации за учество во сообраќајот. Допрва ќе ги започнеме, па ќе ви информираме дополнително. Пајак службата е постојано на терен, тоа значи дека имаме несовесни граѓани кои што несовесно ги паркираат своите автомобили. Има ли некоја официјална бројка? Нашето функционирање, нашата цел не е само да казнуваме, да функционираме. Повеќе гледаме тоа да го направиме во однос на да кажам улеснување на сообраќајот кога има непрописно паркирање. Дневната бројка се движи речиси 25 до 30 отстранети возила со пајак и околу 20 до 25 со блокатор на резидентните зони. Меѓутоа, ние пак ќе кажам работиме на проекти со кои што сакаме да зголемиме свесноста, значи нас не ни е целта да го зголемуваме бројот на отстранети возила, туку да се зголеми свесноста и да се подобри сообраќајот и квалитетот на живење за граѓаните на Центар. Установа ли цената за зонско паркирање во Центар или ќе суди по примерот на големите европски градови каде што за влез во Центар или се наплаќа повеќе? Така, значи за сега нашите цени, да кажам, се повисоки во однос на останатите даватели на паркинг услуги. Ние допрва спремаме некои промени во правилникот во однос на зоните. Официјално ќе биде известена јавноста, при што тука би можел да најавам дека се скратува на 0,1 зона, која што правеше забуна кај граѓаните, имавме поплаки кај корисниците дека прави забуна и можеби се мали промени во однос на цената на тој дел од зоните. А во останатото не планираме промени за сега за цените, доколку има потреба понатаму, тоа ќе размислуваме, ќе одлучиме. Се размислува ли за нови катни гаражи? Се наоѓаме пред катната гаража Судска палата. Дел од граѓаните велат не работи како останатите, односно работи во саботот до 15 часот, недела е затворена. Видете, во однос на вакви поголеми, да кажем, катни гаражи, тие представуваат поголема инвестиција, која што само предпријатието не би можело да кажем, во догледен рок за сега да планираме, може би понатака на некој среден или на некој долг рок, а што се однесува до работното време на катната гаража, тука пред се околу нас се повеќе институции кои што поголем интензитет има во првата смена, односно од 4 до 5 часот. Ние сме приметиле, например, дека и втората смена не е, да кажеме, на прак на рентабилност, но работиме и втора смена дока е 10 часот и сабота од сабајле до 3 часот. Поради тоа што нема, да кажем, стамбени единици во близина, нема локали кои што работат, освен можеби МКЦ, и нема, да кажем, некоја фреквенција, заради тоа не работиме 24/7. И сега треба да имаме исто и предвид дека
дека е моментално енергетска криза, доколку работи 24/7 ќе треба да се користи струја повеќе за грење, осветлување на сите катови, така што за сега не планираме промена на работното време на катната гаража. Апелирате и вие постојано да не се користат оние паркинг места кои што се наменети за лицата со посебни потреби, односно да се остават на тие на кои што се наменети. Има толеранција особено на такви паркирање на инвалидски места. За сега има подобрување во тоа дело. Гледаме дека статистики дека се поретко и поретко се случуваат. Ние во сработка со МВР нели ги отстрануваме тие возила. Исто така обележуваме според прописите, но некогаш и повеќе инвалидски места на територијата на центар во зависност од потребите, например доколку некои жители конкретно повеќе живеат таму, имаат такви потреби. Тука би сакал да назначам дека треба да работиме повеќе на свесноста уште од најмладите генерации, да луѓето се научат да ги почитуваат сообраќајните прописи, да не паркираат на сред улица, на сред велосипедска лента, на тротоар и на инвалидски места секако. На што се насочувате во наредниот период? Останува ли соработката со градоначалникот на општина Центар? Секако останува соработката со градоначалникот. Ви најавив еден проект кој што инвеститор е пред се општина Центар, тоа е за катната гаража во Капиштец. Во моментов работиме на неколку аспекти. Јас сум веќе четврти месец во период на спремање на повеќе проекти. За сега можам само да најавам дека тука позади нас овој деловен простор на приземје го земавме и го моментов го реновираме, го способуваме да биде грижа за корисници, бидејќи досега беше на првиот кат во дирекцијата, вака ќе биде подостапно и таму спремаме и некои други работи кои што ќе значат подобрување на општото работење на грижа на корисниците. Исто така би сакал да најавам дека веќе неколку месеци спремаме на мини апликација која што ќе го олесни паркирањето за корисниците на нашите паркинзи. Таа е веќе при крај, но кога ќе биде се готово, ќе ја најавиме посебно. Безбедноста во сообраќајот не зависи само од прилагодената брзина и поставената сигнализација. Поради тоа, почитувајте ги правилата и паркирете совесно.